Почитувани гледачи, ново издание на емисијата Граѓански прашалник. Фотокиноклубот Прилеп на последниот 47-ми државен фестивал на непрофесионален филм кој се одржа во Струга, од доделените 11, клубот освои 5 награди. Исто така, во ова е втора награда во Прилеп оваа година, а тоа е наградата Уника, кој што ја доби за едноминутен филм Зоран Пиловски во Пожега, Хрватска. Токму тоа е повод гости во нашето студио да бидат Сашко Поповски, председател на фотокиноклубот Прилеп, и Зоран Пиловски, авторот на филмот Сладки соништа, кој што беше награден во Хрватска. Добре дојдовте, верувам дека пријатно се чувствувате пред камерите, за разлика што секогаш сте зад камерите и дека имаме убав повод да кажеме за наградите и за успесите. Како што и споменавме, значи на фестивалот беа испратени 53 аматерски филмови, од кои жирито на фестивалот се одлучи за 13 филмови во официјална конкуренција. Од 11 награди, 5 награди стигнаа во Прилеп. Добивте награда за најдобра камера членовите, монтажа, плакети, дури и специјалната награда Уника. Што значи за клубот, пред се и за председателот, кога неговите членови ќе се вратат со куп награди? Фотокиноклубот на последниот 47-ми фестивал на непрофесионален, тоест аматерски филм кој се одржа годинава во Струга, учествуваше со 10 филмови од нашите членови, од кои 5 влегоа во официјална проекција и конкуренција за награди, што е голем успех, од кои 3 беа наградени со 5 награди, од кои филмот на Филип Петрески беше награден за најдобар документарец, потоа филмот на Љупче Ристевски и Виктор Керов во класа на експериментални филмови најдобар, и филмот на Гоце Трајковски Кутија, значи во класата на документарни филмови, но тука освои значи награда за камера, значи златна плакета за камера, златна плакета за монтажа и сребрена како документарен филм. Со тоа што значи од тие 11 награди ние ги освоевме 5 најголеми. Исто така мора да напоменам, пошто клубот е еден од најактивните во Република Македонија, кој последните години најмногу функционира, жири комисијата на Светската федерација на непрофесионални филмови Уника одлучи да ја додели златна плакета Уника, која таа добиваат поединци и клубови. Значи ова е, мислам дека е едно прв пат кога клуб го добива како здружение таа плакета, и не знаејќи тие дека ќе има толку голем успех на овој последен фестивал. Значи беше така едно убаво изненадување, една убава прилика да бидеме наградени со тоа високо признание. Членовите на фотокиноклубот значи подеднакво се добри и успешни, рековме за камера, за монтажа, за документарен филм, за краток, експериментален. Кои се особеностите и зошто токму успеа да ги добијат наградите? Пред се, значи, самата активност на самиот клуб, децата и ангажманот на самите членови, самиот поттик од ние како постари кои ги сакаме да ги научиме повеќе децата да се надпреваруваат, ги добиваат тој награди, како на полето на филмот, така на полето на фотографијата. Рековме дека фотокиноклубот беше награден со највисоката награда на Уника, која се доделува и на поединци и на клубови како најдобар клуб. Но токму оваа награда во нашиот град неодамна ја донесе Зоран Пиловски за едноминутниот филм во Пожега, во Хрватска. Да го пренесеме искуството, да кажеме за каков фестивал стануваше збор и колку беше престижно да се учествува и секако и да се добие ова специјална награда. Станува збор за 26-тиот интернационален хрватски фестивал, кој што се одржа во Пожега, во Хрватска. Чувството за да се учествува на тој фестивал е големо, а со освои уште една таква награда е уште поголемо. Ако се каже дека во главното жири беше еден од најпознатите сценографи, Алан Старски, кој што е добитник на Оскар за филмови со Стивен Спилберг, Шиндлерова листа,
добитник на награда за филмот Пианист, значи станува збор за еден фестивал кој што е добро познат во целиот свет. И мене ми е многу мило драго што шлак на сетото на мојата награда беше и наградата која што ја зеда и помладите дечки на државниот фестивал во Струја. Кога велиме се освојуваат наградите, вие сте двајцата професионалци со долгогодишно искуство зад камерите, објективот е вашето око, вашиот мозок и слично. Лично да кажеме, што е она што вие го поседувате и што вие сакате да му го пренесете на секој член? Љубовта кон фотографијата и камерата е од мали денови, кога почнав некако деца во народна техника. И после долги години така на стагнирање на клубот, група ентузијасти пред 2002 година се собравме и го реинкарниравме она што се вика клуб, го основавме повторно здруженијето. Значи тука морам да напомнам пред се, значи оние продукции кои обстануваат во градот, значи како фан продукција, мес продукција, Зрак, кои има желба, значи пред се за да се здружат како некој вид на дружење и здружение. Со тоа самото се наметна и обуката на млади кадри и млади деца кои ја сакаат фотографијата. Односно, исто така желбата сакавме, пошто градот како Прилеп нуди на основу спорт, на основу музика, значи има клубови за ракомет, има клубови за фудбал, има клубови за музика, за англиски, но оние деца кои не се толку по спортот, пробавме да им најдеме едно местенце каде што тие ќе можат да научат, односно самите технички науки. Со тоа и го реинкарниравме клубот. Со тоа што 2002 година на барање на фестивалот во Бејтола, меѓународниот фестивал на документарен филм Камера 300 во Бејтола, тогаш нашите членови Зоран Пиловски и Оливер Ангелески го снимија филмот Време, каде што и го освои Гран Прито и потоа почнеа сите оние награди и фестивали по филмските фестивали во Република Македонија и надвор од неа. Потоа другите членови, помладите членови како Анастазија Бошковска, Горан Поповски почнаа да освојуваат награди на тие фестивали. Овој веќе последен беше врв на сетиот ангажман кој ние во минатите години го направивме, така да нашите се покаже дека стварно сме најдобри во Македонија. Имавме признание на самиот фестивал од сите клубови, поединци, на Киносојузот на Македонија, претседателите едноставно беа воодушевени како ние без никакви средства успеваме да направиме добри кадри, добри членови, добри филмови, добри фотографи. Беа воодушевени како тоа без пари функционира. Значи, исклучиво со ентузијазам, со голема желба за пренесување на знаење и со голема желба на членовите да постигнат нешто повеќе. Да се биде најдобар на меѓународен фестивал не е случајност, туку напротив, тоа е плод на долгогодишна работа, на долгогодишно искуство и слично. Да се пренесе приказна во само 59 секунди. Треба знаење, треба умешност, треба визија, а секако и порака која што треба да стигне до гледачите. Па пред се, тука може би искуството, преку 25 години професионално се занимавам со оваа работа. Претходно во телевизија Прилеп, сега професионално како фан продукција. Треба искуство, треба порака, значи пораката. Меѓутоа во тие 59 минути треба некој 59 секунди. 59 секунди, некој треба да ја свати и пораката, некој треба да ги види и кадрите на снимањето. Значи тука се гледа сите квалитети и сите слабости на еден камерман, на еден автор, на еден актер. Да поздравам тука и актерот кој што беше во филмот Андри Ивановски и Ѓорѓи, камерманот. Значи, мене ми е мило да се надоврзам на Саша, што има многу млади деца. Ние како фан продукција секогаш сме расположени за сите, за соработка. Секогаш сме тука кога треба нешто за помош, за опрема, кога му недостасува за учество на државни фестивали, на фестивали, у сите средни училишта и сите кои што се во фотокиноклубот. И многу ми е мило што деца што иделе кај нас на обука, сега веќе заврши професионално, се и професионално и камермани, се професионално и монтажери. Значи, тука ни представува нас чест бидејќи нешто сме направиле за тие деца кои што иде едноставно кај нас на обука. За да се создаде делото, за да излезе филмот, прво треба да има идеја.
Идеите се црпат од секојдневието, од она што не обкружува. Значи ли тоа дека секогаш го имате будното око, секогаш регистрирате, забележувате што и како се случува? Па квалитетот во тоа што се гледа, што можеби ние сме од другата страна на камерата, секогаш меѓутоа поинаку го гледаме од тие што гледат од оваа страна. Значи гледањето на фотографот и на камерманот се некако со подруга визија го гледа сето тоа. Значи треба да забележи за филмот во Пожега. Колку време го работевте, колку време собиравте материјалот, каде дојде основната идеја? Материјалот беше собран така едноставно спонтано, бевме собрани, прославувавме некоја прослава за фан продукција, мислам дека 14 години фан продукција постојани. Значи од една друштво, меѓутоа после тоа мене ми беше замислено, после се снимија другите кадри, значи тоа беше не беше за многу време, беше за кратко време, меѓутоа ако знаеш што сакаш и како сакаш, значи тоа едноставно се прави за кратко време. Главната порака беше да се пренесе дека сепак на светот се уште има гладни луѓе кои што сонуваат за богата трпеза. Па главната порака беше тоа, ние едноставно сме и професионално и свадбари, значи гледаме колку има и јадење, колку има сето тоа понатаму и се фрла. Значи главната порака беше дека сепак 11% во градот се гладни за леп. Значи не се сиромашни, него се гладни за леп. Во светот мислите 11% во светот дека сепак сонуваат за корка леп. Да, истите се нешта. Како награда беше представен Прилеп, беше представена Македонија, го добивте признанието од врвните во областа. Па мене беше многу мило кога појдовме во Пожега, го видовме на плоштадот на Пожега дека се веи македонското знаме. Значи во сите тие 44 држави ги имаш и македонското знаме, значи она ти се полни едноставно душата, а филмот почнуваше со градскиот сад во Прилеп. Значи тука беше споено двете, и Македонија и градскиот сад во Прилеп. Прием кај градоначалникот во Пожега, значи имаше 3 дена активности, едноставно видовме како е да се организирање на професионален филм. Значи 3 дена 100 учесници, да има секакви активности, шетање, распознавање на Пожега. Едноставно и градот Пожега живееше за фестивалот. Според она што стои како податоци, фотокиноклубот е формиран во 1984 година и тој во својот развоен пат бележи спојување меѓу фотоклубот Златоврв и клубот Еделвајс со цел за интегрирање на активностите и обезбедување побогата содржина. Сега како асоциација која што велиме ги обединува и младите, функционирате организирајќи курсеви за фото и кинотехника, членка сте на Фотосојузот и Киносојузот на Македонија. Што како асоциација се добива со тоа и едноставно придобивките се имаат? Значи, како што напомнавте, фотокиноклубот е составен 84 година од двата клуба Едервес и Златоврв. Тогашното раководство мисле дека треба би тоа во еден клуб и формиран фотокиноклубот Прилеп, кој е нормално членка на Фотосојузот и Киносојузот на Македонија, членка на ФИЕП и членка на УНИКА. Значи, оние меѓународните организации кои функционираат во таа наша област. Инаку е членка на Сојузот на Сдруженија на техничка култура. Тоа е она постарски наши, што викаме, народна техника, која, ако не се информирани гледачите, значи се уште постои, се уште функционира. Тоа е во зградата на Дима Реннико Симпо, и таму има, значи, доста клубови кои се повторно активни, радиоклубо, бродомоделарскиот клуб, ние тук ракетно моделарство, фото и кино нормално како најдобар, параглайдерство исто така, значи Skyraiderс исто, конструкторство, градежничка архитектура. Има доста клубови каде што децата може да се најдат во некој од сите тие клубови. Нормално сите тие вештини што им помагаат, што им овозможуваат? Пред се, значи, да ги способни. Значи, една од целите на самите клубови, поготово во модерно време кога децата во сите оние зависности, пробуваме да ги тргнеме, да им дадеме нешто ново, некој нов начин на размислување, нов начин на креирање, дали тоа уметност или некои технички вештини, каде што децата би можеле да се најдат понатаму и во своето школување и богами да остане како и професија понатаму. Јас знам дека ние како деца понатаму станавме од тој клуб професионалци. Исто така и овие деца што сега доаѓаат во клубот, што тренираат, што се учиме со овие курсови, едноставно
пред се тие понатаму ќе одлучат дали ќе бидат уметници, дали ќе бидат професионалци за пари или хоби ќе биде тоа, него ќе биде сигурно дека понатаму ќе занимаат со фотографија или со филм. Затоа што фотографијата по денешно време сите знаеме, сите имаме фотоапарати в джеп, тоест мобилните телефони, сите знаеме да направиме, Facebook е доста популарен, со самата технологија е многу едноставно да се направи фотографија, но не е фотографијата само чкрап и завршивме работа, него секоја една фотографија треба да има своја приказка, своје насочување. Сите сме научени на автоматски чкрап завршивме работа, па бабите леле колку убаво слика моето внуче и така натака, многу е повеќе. Значи, кога веќе ќе знаеш како да го потребиш самиот фотоапарат и самата камера, да биде сето тоа направено една убава приказка, па чак и ќе викам ја. На Facebook кога ќе се стави фотографијата и направена од некој што знае да ја направи фотографијата и добива, не знам, илјадници лајкови, споредба што и го прави тоа некој сосема аматер. Значи го ставам како основа. Па понатаму ако тие одлучат да бидат, не знам, свадбари, не знам, да учат за режии, за сценарија, за филмови, тие имаат одскочна, значи децата наши имаат одскочна дацка и се веќе припремени за факултети во таа бранша. Значи ги припремаме. Значи клубот е едноставно полн со нови членови, нови деца. Секој ден доаѓаат нови, ќе искористам исто и приликата да ги поканам сите заинтересирани граѓани, без разлика на возраст, без разлика на етничка, на не знам каква политичка припадност. Значи тоа е најстрого забрането да се дискутира за политика кај нас во клубот, кај нас се разговара за Nikon, за Canon, за Panasonic, за Sony, значи тие се оние теми кои ние ги разговараме како техника, да ги поканам сите граѓани, сите заинтересирани, нивните деца, возрастни, секој што сака да научи, да не се придружи во клубот. Нашите состаноци се најчесто во среда, попладне, околу 19 часот. Повторно напомнувам во нашите простори во Народна техника, Симпо, втори спрат, последна канцеларија десно. И таму се дружиме и сите што се заинтересирани, што сакаат да научат, да напредуваат во тоа поле, значи слободно може да се приклуча, да не најда на Facebook, било како. Значи, повторно сега планираме да заврши школскава година, па да почнеме со нов курс по фотографија. Од самата фотографија се излекува и филмот, пошто филмот е, реков не, илјадници фотографии состави. Организирате изложби и фестивали. Големиот број изложби придонесуваат за промовирање, но и придонес во различните уметнички средини, чија што преокупација се фотографиите и кинопроекциите. Колку и како се учат на она што значи уметничка фотографија и она што значи едноставно дека има квалитет во сработеното. Нашите членови, значи пред се ги учиме вистинска она уметничка фотографија, што кога ќе бидат тие добри уметници, сега ако ќе бидат понатаму и одлични, да ми извини, пилотски свадбари, значи ако се одлучам на таа професија. Изложбите, значи одлучивме, значи председателството на клубот одлучи пред 5-6 години одлучи да организираме онаа клубска изложба која беше замрена и ја нарековме по спрема нас еден од основачите на фотокиноклубот Јордан Зазовски Зазов, кој е покоен, и со дозвола на неговото семејство, значи да му дадеме една голема почит на Зазо, така за нас, драг Зазо, и кој на времето нас научеше и сега неговите вештини ние ги пренесуваме на помладите. Изложбата стана веќе традиционална, веќе 5-та година поред, една од најубавите со огромна посетеност, последнава, значи, која беше во март, имавме 45 автори, со нека 60 фотографии, со огромно, на самото отворење имаше огромно присуство, многу гости, некоја бројка спомне 100-200, ја не можев да видам. Значи тоа е да наполниш Марко Цепенков буквално од самата изложба. Значи правиме се што можеме повеќе за градот, односно градот Прилеп, да извлечи и да испрлиме нови уметници, да се натпреваруваме. Значи, ја земам за споредба, еве Битола, малце неубаво, значи таму има киноклуб Милтон Манаки, кој има годишна, многу долга традиција, кој има огромен буџет за средства.
Значи, од Министерството за култура и Агенција за филм имаат, значи, многу добар бюџет за стварување на школа. И пак ќе земам за пример последниот фестивал на непрофесионален филм, каде што од Битола имаше пратено таа школа 15 филмови, ни еден не влезе во проекција. Додека ние буквално со нула средства, без никаква поддршка финансиска и не знам, од 10 филмови 5 проекции, 5 награди, тоа беше стварно она воодушевување. Така да значи ги надминавме и оние традиционални стари школи кои функционираја на Република Македонија, кои се уште постојат. Ги споменавме наградите и признанијата, го споменавме и филмот Време. Зад себе и заедно со вашите колеги колку награди имате Пилоски? Па, зад себе имаме повеќе награди. За филмот Време зедавме за најдобра камера. Да подсетиме за темата, за приказната. Па темата беше време едноставно стар бербер. За старите занаети кои изумираат. Да, кои изумираат и сегашните занаети, значи бербер кој што од постарите времења, кој што сега изумре, многу тешко да се најде. Имаме земено на државни првенства повеќе награди, од која е филмот Свадба.дог, значи филм кој што е снимен едноставно за нас, за мен и мојот колега Оливер Ангелевски, од Александар Андоновски, режисер исто од Прилеп. Тој зеде на државни првенства, па и тој ги собра сите награди на државни првенства. За сценарий имаме на Манаки земено филм. Значи, награди се многу, да. Меѓутоа, секоја награда си има своје чувство и секоја награда е драга. Ali сепак ова последната е на интернационален фестивал, мислам, една од подрагите. Велиме дека секој автор си има свој начин и стил на фотографија, односно приот кон камерата и слично. Од што се водите? Што е тоа што едноставно секој треба да го има? Се учи ли уметничката фотографија или пак едноставно треба да се има пиле и да се... Па пред се треба да се има волја и желба ако сакаш нешто да го работиш. Значи тоа што сакаш да го работиш, ако сакаш да го работиш, едноставно ќе бидеш успешен во тоа што го работиш. Едноставно само се свидење во фотокиноклубот, многу деца веќе почнуваат, може не професионално, али почнуваат, може ние сме и свадбари, почнуваат и да сликаат и да фотографираат по свадби, по крештевки, по други манифестации. Че може понатаму ќе му биде ова една одскочна даска да почнат професионално да се занимаваат со таа работа. Кога велиме дека организирате голем број на курсеви и работилници, кои други искуства ги имате пренесено од учество и гостувања на ваши колеги, познати имиња, за да пренесат искуства на помладите? Прилепот секогаш беше расанник, значи на кадри кои не само во Македонија, моментално имаме доста од тие стари членови како Роберт Јанкуловски, Дарко Башевски, кои се во Скопје на високи позиции, професори за Јанкуловски е професор на факултетот за аудиовизуелни уметности ЕСРА, Дарко Башевски беше на агенција Филм, сега го води Джифони, Игор Башевски исто така, кој во Америка работи нешто на фотографија, еден од страшно квалитетните фотографи. Со теко на годините имавме во Прилеп, значи, доста обуки, доста гости, чек имавме пред 2 години еден од топ 10 уметнички фотографи во светот, значи од гостин од Бахрейн, Фадел, многу уметничка презимеца, сега да надам. Значи, одржа тука работилница, одржа часови, направивме негова изложба, го шетавме из Македонија на недела дена, тој шетални цел свет беше удашувен од значи покрај Прилеп, Марковите кули, сите оние занаети кои фотографираше, бевме до Охрид, до Кратово, до Скопје, значи цела недела го шетавме, се направи убави фотографии во уметничката. Исто на полето на филмот повторно ја ќе се наврзам на овие фестивали покрај Пилоски, значи имавме кои теми ги обработуваат нашите членови најчесто, пробуваме да зачуваме пред се делот за наетите да го документираме и тоа да остане како документ понатаму. Значи, за нечиски, имаме страшно добар филм на Горан Поповски, каде што е обработен, се надевам дека ќе оди во проекција на вашата телевизија, каде што се обработува, сите ја гледаме сад кулата во Прилеп и знаеме каде е сад кулата, а многу малце се знае како информација за луѓето, како е внатре, како работи механизмот кој го одржува, како е зидана, кој е зидал и така натака, значи а сите секој ден поминуваме покрај неа, а многу малце информации. Па не знам, има за манастири, има
значи тематски играни филмови, експериментални филмови кои нашите членови во текот на годините ги сработија. Факт е дека клубот во последните години направи вистинска експанзија. Имате многу млади членови кои во изминатиот период покажаа значајни резултати. Тоа е богатство не само за клубот, туку и за личноста поединечно за секој ваш член, затоа што ги учите младите да размислуваат поинаку. Успевате ли во тоа? Ете и од вашето лично искуство, колку и да звучи скромно, сепак Горан е вашиот син. Да, па една од желбите, значи гледајќи, значи Горан, еве како мој син, уствари јас секогаш викам тој член на фотоклуб клубот, и јас престанав фотографирам да не испадне дека татко ти прави фотографии, значи и се мислам од камерата, него го раководам клубот со знаењето, значи со теоретската пракса и пошто детето викам, окей, не е за спорт, дај да најдеме нешто што може да занимава. Па ми текна они мои стари љубови во народна техника и одлучивме да го вратиме мојот клуб. Едноставно има премногу деца. Значи децата сега денеска се задоени со компјутерите, задоени со англискиот јазик. Едноставно немаат време за дружење и за комуникација. Значи да речеме со Горан, дај да направиме клуб каде што децата ќе можат да комуницираат на некој поинаков начин, да ги тргнеме повторно и фотографијата и камерата сега е врзано со компјутерите, но на некој креативен начин, значи на сосема различен начин, и многу што е битно, значи може да се дружат, сите да размислуваат многу поинаку, него што кога би останал само на компјутери не функционира. Значи одлуката беше ај сега не само мојот син да омладиме, него уште повеќе деца да можат да креираат. И така и направивме. Мислам дека успеваме многу со децата да направиме. Значи, уште еднаш повторно, значи не станува збор за никаква финансиска мотивација. Значи, сланарината во клубот е некои 400 денари годишно, од кој никој не се ни замара да плаќа, не е битно. Парите не се проблем. Значи, самата душевна сатисфакција, кога гледаш дека децата напредуваат, кога гледаш дека децата добиваат награди, кога се сакаат да напредуваат. Значи, тоа е она што барем мене лично и на постарите членови не исполнува едноставно. Како тие напредуваат се повеќе и повеќе. И многу не мило што покрај фотографијата, значи фотографии има многу, што покрај фотографијата почна да ја засекуваат веќе, почна да ја засекуваат и видеото и филмот. Да. Беше малце тешко. Сите вика, сакам да се научам да сликам, со камерата малце беше потешко, значи избегаваат, избегнуваат децата, мислат е тешко ова, не знам, тие креации, секако филмот сака многу повеќе него фотографијата, но полека се прифаќа се повеќе и повеќе. Со самите освојување награди самите деца се мотивираат се повеќе. Извини. Колку и како велиме дека се потребни средства, односно колку техниката напредува, новите камери, новите перформанси кои што ги нуди техниката и секако следење на чекор со сето тоа. Па ние како професионалци кои што се занимаваме со таа работа, во денешно време да следиш техниката е многу тешко. Значи едноставно финансиски. Ние како фан продукција се стремиме некако да успееме сето тоа да го достигнеме, али во денешно време стварно е многу тешко. Од ден на ден само се менуваат нови системи, па 2К, па 4К, па 8К. Со нови перформанси? Со нови перформанси, со нови фремови, значи едноставно не можеш да следиш. Ако не си завлезен во таа проблематика, не можеш и да сакаш, не можеш да ја следиш. Вие сте веќе загрозени во тој дел, ама ја ќе се вратам повторно на материзмот и почетоците. Значи, не правиме мовет за оние идиотчи, што викаме апаратчина, него правиме мовет за нешто аматерско или полупрофесионално, кој ништо не кошта повеќе него еден мобилен телефон, чак е и поевтин. Значи, не знам, ќе земам Nikon 3 нешто или Canon, има за 200-300 евра веќе во Непту, не знам, во продавниците, не е ништо поскап него еден мобилен телефон. А сите веќе имаме скапи, вакви од 1000 кои ќе слушам главата ме заволува. А кога ќе дојде до купување на тој почетнички, а сосема ги задоволува квалитетите, мислам, барањата на еден почетник. Понатаму самите деца кога ќе загрозат, кога ќе дојдат родителите, значи најчесто, па моето дете нема фотоапарат, не ни треба, вика, можеме и со мобилен да сликаме, апсолутно не ја потреба. И потоа самото дете се загрозува, а доколку види родителот дека
неговото дете напредува, е добар во таа работа. И ја за почеток најчесто не му дозволувам да купуваат опрема и фотоапарати и камери, него со самото гледам загрозување, самиот родител одлучува да инвестира во тоа детенце. На почеток со некој апарат од 200, 300, 500 евра, па понатаму боли глава колку тоа кошта. Илјадници, тешки илјадници евра. Но почетничкиот дел не треба инвестиција, апсолутно, значи можеме и со мобилниот да направиме. Сега мобилниот има и не знам колку пиксели. Да, кој сака, кој расположен слободно и без опрема може да дојде во фотокино клубот, значи затоа сме ние тука. Затоа сме ние тука како продукција, значи секој стоиме на располагање и со опрема и со се, значи тоа. Кој е задоволството од добра фотографија, од добро сработен филм, од дали развивање на сенсот за